Повеќе од 2 часа имавме сериозна дебата со обвинителката која што го води случајот по пријавата која што во 2013 во април ја поднесов до јавното обвинителство за организиран криминал по однос на сериозните злоупотреби и изигрување на тендер за јавна набавка од Министерството за образование и наука, односно од Факултетот за безбедност, за обезбедување, противправно обезбедување на лаборатории во висина од 4 милиони евра за Министерството за внатрешни работи. Помина 3,5 години од поднесување на пријавата и се уште е во предистражна постапка, зашто сведочи и денешно во мое присуство на редовните средби кои што ги имаме со обвинителката која што го води случајот и споделуваме и нови докази и нови дополнувања на кривичната пријава која што е дополнета 5 пати од моја страна, меѓутоа и со информации кои што самата обвинителка ги добива од нејзините постапувања, но интересен е податокот што сиве овие години наназад самиот случај влегува во еден сериозен заплет, кој што верувам дека на крај ќе обелодени смислена и умислена постапка и за прикривање и уништување на докази по однос на овој предмет, меѓутоа и сериозно попречување на истрагата која што ја води обвинителството. Ова се темели на заедничка констатација со обвинителката дека сериозни се обструкциите од страна на истражителите во рамките на Министерството за внатрешни работи кои што ја водат истрагата по пријавата, заради фактот што катадневно се менуваат и доаѓаат нови луѓе. Тоа е едниот аспект. Меѓутоа, вториот аспект е што институциите од кои што се бараат информации по однос на овој предмет од месец во месец, односно од година во година, даваат различни податоци. И да биде иронијата поголема, последнова информација зборува за некаква техничка грешка во доделен договор за јавна набавка вреден 2,4 милиони евра, да биде техничка грешка, да биде 730.000 евра, иако сите документи и договори се подпишани на вредност од 151 милиони 800 и нешто илјади денари, односно 2,3 милиони евра. Тоа дополнително отвара прашање зошто тогаш сите претходни договори се склучени на таа висина, а сега одеднаш станува збор за некаква техничка грешка која што, верувајте, тешко може да се ити да се докаже, а најмалку да се привади како вистина. Дополнително што во оваа кривична пријава е пријавена лабораторија за компјутерска и дигитална форензика, се работи за хардвер и софтвер во висина од набавна цена по договорот за јавна набавка од 400.000 евра, а се однесува на софистицирана опрема која што е задолжена за дигитални и компјутерски вештачења со многу софистицирани алатки кои што може да бидат и злоупотребувани од страна на имателот на таа опрема, со оглед на тоа дека со неа може да се пресретнуваат и електронски комуникации, да се прибираат, односно преземаат податоци од компјутер на физички и правни лица и без судски налог, во делот на злоупотребата. Меѓутоа и фактот што истата таа опрема сега во рамките на Министерството за внатрешни работи се употребува за вештачења на предмети од кривични дела, што значи дека доаѓаме до еден апсурд. Самата опрема што е предмет на кривично дело вештачи предмети од кривични дела. Но добив уверување дека сите овие активности кои што се преземаат од страна на јавното обвинителство, односно од обвинителството и дополнетото доставување на информации од мене како пријавител тогаш во вршење на службена должност и продекан и професор на Факултетот за безбедност, ќе заврши со обвинение кое што
верувале или не, најмалата бројка на обвинети лица би биле 20 лица, со што тука се вклучени и актуелни министри и актуелни подпредседатели, вице-премиери во владата на Република Македонија, заради фактот што во минатото во контекст на оваа пријава извршувале и други функции во владата на Република Македонија. Така што фактот дека зборуваме постојано за борбата против организираниот криминал и корупцијата во Македонија, фактот дека не мрда од мртва точка борбата со организираниот криминал на ова јавно обвинителство, зборува и податокот што 3,5 години се прават обструкции во водењето на предметот на обвинителот, меѓутоа и формирањето на специјалното јавно обвинителство кое што ја презема улогата на ова обвинителство што сиве овие години каска зад добро аргументирани и докажани предмети и пријави. Персоналните обструкции за кои што зборувавме со обвинителката не би сакала да ги коментирам. Се надевам дека и таа ќе има можност или прилика да каже со какви се обструкции се среќава во водењето не само на овој предмет, туку и на останати, но мене примарно ме интересира како подносител на пријавата постапката за овој предмет и верувам дека таа многу брзо ќе се обелодени и ќе добие своја разрешница во судска постапка секако.